Заедно со сите останати цени, нагоре тргнаа и цените на лековите. Во целата несреќа сепак има и среќа, бидејќи поскапувањата на медикаментите не се на ниво на останатите. Инфлацијата и економската криза не ги поштедија ни лековите, така да има големи покачувања, па да не речам скоро на 50% од лековите. Најмногу покачувања има кај витамините, минералите, лекови против температура, антипиретици, аналгетици, па некои антихистаминици. Незнатни покачувања има на лековите од фондот, тие сега за сега се стабилни. Ставката лекови во секое семејство зазема добар дел од трошоците. Според последните анализи на Заводот за статистика, семејниот просек на трошоци за лекови е околу 1300 денари месечно. Сумата варира согласно возраста и здравствената состојба на секој поединечно. 5000 денари само лекови имам. Опериран сум и од желудец и од плуќа. Паушално 2000 денари. Благодаря толку потош по 3500. Од тука, секоја и најмало покачување на цената на лековите за хронично болните е сериозен проблем. Ако на ова се додадат и останатите здравствени трошоци како прегледи, анализи и болнички лекувања, проблемот станува уште поголем. Дури 2,1% од населението имале здравствена потреба што не можеле да ја обезбедат од финансиски причини. Покажуваат анализите на Државниот завод за статистика. Во државата има вкупно 1,8 милиони здравствено осигурени лица. Минатата година издадени се 24,5 милиони рецепти на товар на Фондот за здравство, во вкупна вредност од 43,5 милиони евра. Сумата која граѓаните ја издвоиле за доплата при плаќање на рецепти и купување на лекови на приватно, никој не може со точност да ја пресмета.